Даштевски, како што ви најавив во генералната најава, гостин во ова информативно издание Александар Даштевски, политички аналитичар. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Извештајот на специјалната јавна обвинителка Кати Ценева веќе втор ден се разгледува во Собранието. Имавте прилика да видите и самиот дека има интересна дебата таму. Пратениците претпоставувам дека се прилично заинтересирани за прашање до Јанева со оглед на тоа што првпат се појавува пред нив за разлика од првиот извештај во март. Како ја оценувате досегашната дискусија и ова што се случува во Собранието? Па јас би дал една увертира пред да почнеме да разговараме за дебатата во Собранието на Република Македонија. Значи, сакам да кажам дека јас сум еден од тие заговорници кои некои од луѓето што дава изјави ги споменаа, политички аналитичари и експерти кои дава изјава да разни изјави, меѓутоа јас реков дека уште пред неколку месеци, не знам дали беше при отварањето на вашето студио или по некоја друга телевизија, меѓутоа во тоа време беше, дека специјалната јавна обвинителка нема капацитет да го води специјалното јавно обвинителство и дека можеби 4 политички партии кои донесоа политичка одлука, бидејќи знаеме дека нели тоа специјално јавно обвинителство е противуставно, може би треба да се договорат за друга личност, меѓутоа никој не реагираше на тоа. Што се однесува до мене, ја не инсистирам, тоа е како што е политичка одлука, пак треба политички да си одлучат, меѓутоа да не се чудиме после зошто нема резултати испорачани во текот на постапката, односно во текот на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Значи, за да се испорачат резултати, треба личност која ќе може да ги испорача тие резултати и во последно време гледаме некои странски амбасади ги заговараат тие проблеми, односно тие прашања, во смисла да се смени барем за некој што е внатре во јавното обвинителство. Можевме да видиме овие денови на порталите дека и некои амбасади странски предлагале дека имало внатре подобра обвинителка, ова што го водеше случајот шпион, не ми текнува на името. Меѓутоа, да, наводно имало и меѓу нив тензии, бидејќи Лиле Стефановска е и поискусна и постручна, така што имаше такви предлози, дали тоа ќе се случи или не, дали тоа ќе изгуби време или не, ќе видиме. Меѓутоа, да продолжам со анализата, сметам дека и она интервју, што беше нешто најнедостоинствено до сега што сме го виделе во Република Македонија, што го даде Катица Јанева, и не знам како може човек кој година дена се занимава со една иста работа и што треба во пола ноќ да го разбудиш, да знае све во врска со тоа прашање, да го чита, па да не може ни да го прочита тоа што му е подготвено. А од друга страна видовме дека, нели, наместо добар ден, добро вечер, наместо добро вечер, добар ден, значи елементарни работи кои секој човек ги знае. Не мора да е човек од специјален јавен обвинител. Тоа докажува за капацитетот за водење, а интервјуто беше направено со цел, без оглед на тоа што е монтирано, што е непрофесионално, не навлегувам во тоа, меѓутоа беше направено со цел да направи некоја подготовка за оваа седница што сега се води. И тука специјалната јавна обвинителка неколку пати повтори дека треба да се продолжи мандатот и дека треба да се смени законот за заштитени сведоци и фактички тоа требаше да биде порака кон пратениците да размислуваат во таа насока. Меѓутоа тука кога веќе го зборува тоа требаше и да објасни зошто, на пример, скоро 3 месеци нема никакви активности. Значи, од одложувањето на изборите па до, да речеме, крај на август, почеток на септември, нема никаков прес-конференција и така натаму. И понатаму, што се работи таму, не знаеме. Тоа што не се одржа 6 месеци седница е многу катастрофално, меѓутоа така се одлучи самата специјална обвинителка и тоа е менаџерска проценка. Да, објаснувањето се дека поради меѓутоа политичкиот момент, да имаше кризата, пред 6 месеци изборите... ќе се разговараше за конкретни работи, кој треба да се ангажира, зошто треба да се ангажира вештаци, експерти во определени области, на пример тие што се истражители да бидат постручни, да работат на да преслушуваат. Мислите дека алиби е тоа што Јанева бара продолжување на рокот? Дефинитивно е алиби, затоа што дека има премногу снимки, 500.000 снимки, не може да ги преслуша. Према тоа што го кажа во интервјуто дека се преслушани само 12%, значи ако одиме на 600.000 снимки, ќе треба 10 години. За колку години треба да се продолжи? Па вие имате убиства кои застаруваат за неколку години во зависност од висината на казната. Значи, не, претпоставувам тоа било тема на преговорите и на лидерите кога договарале мандатот на специјалното тоа влева уште поголема правна несигурност.
Значи, вие за година дена ништо не сте направиле, тоа е признание. Не е можно и да има некаква волја до 12 октомври, додека треба да се распушти собранието, практично нема ни време ни да се поведе официјална таква иницијатива. Господин Даштевски, сакам да ве прашам околу објаснувањето на Јанева. Таа вели дека не е во прашање незиниот капацитет, ги отворила сите критики на таа адреса. Денеска имавме прилика да слушнеме, дури упатува на Марко Зврлевски да прашаме дали има капацитет или нема. Таа вели дека обструкциите се тие што и пречат на некаков начин на незината работа. Споменавте и самиот дека бара измени и на законот за заштитени сведоци, вели дека без тоа не може да ги води истрагите и бара продолжување на рокот. Дали има обструкции, како го оценувате ова незино тврдење? И велете. Сметам дека апсолутно нема никакви обструкции. Овие работи што ги бара она се исклучува од лукративни причини, од материјални причини, бидејќи се работи за огромен буџет. Јас сметам дека пратениците мора тоа да го смалат, бидејќи видовме дека и тие пари покрај најскапиот дел уредувањето на просториите, кои се случило нели за да имаат подобри услови за работа, е тоа од буџетот. А другите средства се потрошени на вештаци, сведоци, на извршители и така натаму, на додатоци во платите, на платите. Гледаме дека и платите не се распределувани во согласно со законот и така натаму. Значи, за тоа не сака да разговара. Значи, тоа е тој стручниот дел кој ќе биде таму. Затоа што имаше шпекулации дека имало роднини, пријатели или шпекулации или вистина. Значи тоа можеме да го прочитаме во медиумите, да го видиме на телевизија и така натаму. Тие луѓе не може да ја водат постапката. Постапката може да ја водат стручњаци кои побрзо ќе ја завршат, затоа што целото население овде, целиот народ во Република Македонија чека на еден исход, на еден крајен резултат, дали ќе го завршат или не. А ова продолжување значи само продолжувањето на рокот на јавното обвинителство да ужива во своите фотели, бидејќи до сега не испорача никакви резултати. Од тие 600.000 разговори, сега ќе дадам еден пример, ако овие први два обвинителни предлози, значи тоа е нешто пониско од обвинителен акт за кој се поднесува за дела од повисока вредност, од според запретената казна, каде што е поголема казната, значи поднесе за 3 скршени прозорци во општина Центар. Тие 3 скршени прозорци се во вредност од 1.200 денари, а од друга страна гледаме дека апсолутно тоа не соодветствува на оно што беше преслушано на разговорите. Тоа е едно, а друго се спомињаат суми од 500 милиарди евра и така натаму. Ние сега разговараме за Мартин Нешковски, за некои предмети каде што гледаме дека е чиста состојбата. А нема ни еден предмет за кој се заговараше дека имало корупција, дека имало израелска опрема и така натаму, што може да предпоставиме дека воопшто и ќе поднесе за таков предмет, а да не говориме за други банални предмети како што е тортура и други што веќе е поднесено. Значи они се занимаваат со споредни работи, а не со решавање на прашањето. Го губат времето, го трошат времето. Значи колку ќе преслушаат за 6 месеци уште 6%. Спрема мене подобро да не го продолжат рокот за да можат они да работат и да сработат повише во овој рок што им е даден. Сите експерти велеат тогаш дека тоа едноставно е само да кажам една работа, значи у старт сега слушнавме изјавата на претседателот на ВМРО ДПМН дека се разочарани поради пристрасноста. Тогаш сите политичари брза и цела држава беше среќна кога се избра специјалното јавно обвинителство, затоа што конечно ќе почне нешто да се случува, да се решава политичката криза. Меѓутоа да не забораваме дека уште тогаш професорот Гордан Калеџиев рече дека бидејќи тој во фелата, нели, професор по критично процесно право. Да, еден од кандидатите беше. Да, и рече дека се распрашал добро, што сега е тоа факт, ја го апсолутно го поддржувам тоа мислење, и дека му кажале сите обвинители дека таа личност не може да ја заврши работата како што треба и дека поради тоа сериозна штета ќе претрпи Социјалдемократскиот сојуз. Господине Даштевски, ви благодарам за вашето одвоено време и гостувањето во нашата телевизија. Секако останува да го следиме и понатаму работењето на Јанева, кој очигледно е тема број 1 на државата. Ви благодарам. Уште еднаш благодарам поканата.